Денес ќе зборуваме за здравствената проверка на хибридите, но пред тоа треба да го облечам мантило, знаете. Доктор си е доктор, не може да ме гледаат така. Собствениците на Toyota хибридните возила ни кажуваат дека хибридниот систем е едноставен за користење и многу доверлив, но и покрај тоа нова иновативна технологија е потребна стручност во сервисирањето за да се одржи во врвна состојба. Toyota Hybrid Health Checkup е сервисна процедура за проверка на перформансите на хибридниот систем. Хибридните мотори на Toyota ја комбинираат моќта на бензинскиот мотор со електричен мотор за да ви овозможи исклучителна ефикасност на горивото, како и тишина при возењето. Здравствената проверка ја прават сертифицирани експерти, ја вклучува серија специјалистички прегледи, како, например, комплетна дијагностичка проверка на возилото, како состојба на хибридната батерија, состојба на акумулаторот и на крајот се проверува и системот за ладење на хибридните компоненти. Toyota Hybrid Health Checkup е бесплатна за сите возила продадени од јуни 2017 и вклучува 10 бесплатни проверки. И доколку вашето возило не спаѓа во оваа група, окей, пак може проверка да направите по цена од 4200 денари. Со оваа проверка се продолжува гаранцијата на вашата батерија за една дополнителна година или 15.000 изминати километри се до 10-та година. Па кај го има ова луѓе? Полковнику Сандерс кај, дај ќе дое Петар Грашо со празни раце да го пречекаме, не иде, дај кажуваш што да правиме, те молам. Ич да немаш гајле. Имаш телефон? Имаш. Мислам, имам. Оди на KFC Delivery и нараѓај си што сакаш. Полковнику, секој момент ќе дојде Грашо, немам време за чекање. Не ме разбираш, а не знам зашто. Ја ќе ставам бургери, нека има и hot wings. Ќе ставам и врапови за во режија, па и еден нека остане и за мене. Crispy strips ќе ставам, да, и ти сакаш, а? Добро, ама касно ќе биде бе Сандерс, не ме разбираш. Слушај сега. Твојот лик е на повеќе од 25.000 ресторани во светот или мојот? А мојот? Мислам твојот. Епа, слушај ми кој ти велам, миш да немаш гајле. Посветив особено внимание да направам топ деливери систем. Највкусното пилешко заслужува и најбрза и најдобра достава. Така ли е? Абе, што да те слушам, ете го Грашо стигна. Абе, Сандерс, бе, Сандер, не бил Грашо, бе, KFC Delivery. Многу брзо, брзо жаре, брзо. Слушај го ти полковникот. Тој знае најдобро. Ајде сега режија. Пуштај шпица. И што има денес? 18:30 часовникот е тачно, а денеска на гости има гостин мачо. Сите го знаете, се вика Грашо Петар. Изгледа топ, среден секој сантиметар. Од Хрватска дојде за задоволство наше. Сценарио подготвено, епизодава баш е тама наредена, добро изведена. Ко гол во 90-та од Трајковски Саше. Продолжуваме ние со емисијата. Пред да влезе Петар Грашо се подготвува, ете го таму. Имаме нешто многу кратко, а тоа е Маријан и тоа се јавува од едно многу далечно минато во вести од минатото. Гледате вести од минатото. Денеска сме 29.7.2014 година. Ова се вестите на денот. Заврши битката на Беласица, медиумите шпекулираат дека војската на нашето Самилово царство претрпела огромен пораз. Но власта ги демонтира овие тврдена, велики дека станува збор за медиумско слепило. Па на таа тема вечер разговараме со царот Самуил. Добре, можем. Не е фора. Можем. А така, тука е. Добра вечер, цару Самуил. Добра вечер. Одлично изгледате, морам да забележам. Само што се вати малку од вичење. Вичен.
Да. Да започнеме со посериозните теми. Заврши битката на Беласица, каде според медиумите нашата војска претрпела огромен пораз. Па како вие гледате на целата работа? Не гледам ништо. Ништо не гледам. Цар се од дека ти текнуваат вакви шеги. Да започнеме со сериозните прашања. Дали е точно дека претрпевме огромни човечки загуби на битката на Беласица од страна на Васили II? Абе, шо си се фатиле за битката на Беласица, како свеп застав? Дај да зборуваме за малку посериозни теми, економија, гладење кадрови и слично. Да. Јавноста интересира дали после битката склучивте примирие со Васили II, што се договоривте? Вака, се договоривме да не си ги вадиме очите. Ете тоа се договоривме. Опозицијата ве обвинува дека ги контролирате сите медиуми, па како вие би искоментирале сите овие обвинувања? Абе, какви црни медиуми, бе? Абе, не ви гледате дека во држава ваде колективно свепило. Никој ништо ниту гледа, ниту слуша и така е со години. А не знам, искрено да ти речам, не знам, ни ова твоите вести, кој ќе ти ги гледа? Сега спиеме малку. Благодарам. Таа беше царот Самуил, а вие отварајте очи. Инаку. Само да одјавам, да, ако може. Гледавте вести од минатото, ви посакувам среќна иднина и пријатна сегашност. На она водителкава, шо имам фурено око. Абе, тоа ти е. Абе, да си човекот. Можам не е побен, бе. Време за нашиот гостин кој? На 18 мај во А1 арена Борис Трајковски настапува за прв пат во нашата најголема сала. Има настапувано многу пати, ама сега е нешто поинакво. Тука сме за да го најавиме тој голем концерт на едниот единствениот Петар Грашо! Петар Грашо! Одлично! Ајде, добре дојде. Јаш боле најдем. Снимавме минатиот пат во надвор, снимавме во хотел, се договоривме кога дојдеш во студио и си испочитува. Наравно. Ти си човек од збор, човек. Најчешće да. Овиси колку сати ме питаш. Да. Прije Од ponoći 11 натака. Прije 11 sada така. 18 мај е датумот. Така не сгресив за прв пат си во А1, мислам во Борис Трајковски, ова најголема. Jesam, prvi put sam u Trajkovskome i strašno se radujem. Imao sam predivne koncerte ovih zadnjih 25 godina u Skopju, radili smo univerzalnu salu koja mi je uvijek bila u srcu. I tu sam prošao neke divne momente i sa Oliverom i meni je gošća bila Severina. Radio sam prije 2 godine i novu salu u Filharmonije. Imali smo 3 dana. Ali nikad do sad Trajkovski. I ovo je neka godina arena, tako da drago mi je da će između ostalih arena biti i Ама убаво, знаеш, беше кога спомна вака, беше Сплит, беше Загреб, полнеше. После толку време, толку години на сцена. Пример, ти се случува да имаш некоја блага анксиозност пред голем настап или веќе тоа е толку многу рутина да... Pa nije, rutina je dobra jer kad imaš rutinu nema anksioznosti. Dobro. Jer anksioznost je kad nisi siguran. Ali postoji jedna blaga trema, jedna blaga radost kad znaš, prije samog, mi smo imali sada 2 dana Zagrebačku arenu rasprodanu. To je stvarno jedna prekrasna situacija. I onda dođeš pred sam koncert, sam otišao u lift i otišao sam gore u ložu, praznu jednu iza bine i samo sam ovako mako zavjese i vidiš 16.000 ljudi. Da. Lijepo je. I onda nema treme. Samo malo se onako... Brujiva atmosfera. Znaš, bitno je samo kad izađeš, kad udariš klavir, da klavir radi. Da radi mikrofon, da nema neke greške, znaš. Samo se toga bojiš. Тоа знае да ти извади од колосек, пример. Pa naravno. Така? Naravno. Онака да, леле.
Je, imali smo čak u Zagrebu na koncertu, nakon prve pjesme, koja počinje u Slavir, ova nova, jel ti reka ko, kreće jaki ritam i ja izlazim i trčim napred i Vrisak i ja vičem, dobra večer Zagrebe, ali to onac nije uključio taj mikrofon. I mikrofonot ne slušaš. Ali dobro, rekao sam drugi put pa su me čuli, tako da sve je okej. Rekao sam dobro. I said, dobra večer. Ne, super je, bilo je divno i mislim da ćemo najmanje jednako tako napraviti atmosferu i u Trajkovskom. Prv Petar koncert v Skopje, se sjećaš uopšte koji ti bil? Kako se ne bi sjećao? Da? Sjećam se jako dobro, to ti je bio koncert u Univerzalnoj sali 99. 99. godine, 2 dana za redom. Tad je bio album Utorak izašao. Znači ti je pesni. I to je bilo fenomenalno. To je bio moj prvi koncert. Kad su mi rekli da sviram u Skopju i da ću imati 2 dana, ja sam mislio da me neko zeza. Šta bi sad Skopje znalo? Šta bi sad Makedonci znali za mene? Međutim, Nima, to je album, mnogo se slušaš? Jako, mnogo se sluša taj album i od tad počinje ta jedna ljubav između mene i makedonske publike. Nisam ja bezbroj puta svirao u Makedoniji, nisam toliko puno, ali svirao sam dosta ovih 25 godina i svaki put je bilo. A primjer, po što го pamtiš? Nešto zašto gledaš kako mi кажа баш дека се сеќаваш на првиот. Го памтиш само по свирењето или не знам, по некој луѓе се запозна со некој или нешто? Pa prvi koncert kad sam došao, tada su mi organizatori koncerta iz Avalon produkcije 99. doveli jednog dečka za kojeg su mi rekli da je jako talentiran i da je jako dobar. I dečko je došao u backstage, dao mi je ruku, zagrlili smo se i on kaže, mnogo te sakam i mnogo volim tvoj Utorak, mi je najdraža pesma i isto ću ja to puštam bradu ko ti. Ja govorim, kako se ti zoveš? On kaže, ja sam Toše. I tad sam upoznao Tošu i to je bila jedna prekrasna uspomena. Od tad smo bili prijatelji, nismo se često imali prilike viđati zbog posla, ali kad smo se viđali, to je bilo srdačno i bilo nam je divno. Tako da eto, pamtim, baš mi je milo pamtim taj prvi koncert po tome. Добре. То е убава работа по нешто да се памти концерт. Во Македонија ние имаме обичај да правиме големи свадби. По 400, по 500, по 600 луѓе доаѓаат. Пола од нив не ги знаеш. Тука ги запознаваш на лице место. Изгубиш пола дана док се изљубиш со свима. Да, и некои такви работи. По Далмација какво е обичаите во однос на свадби и уопшто Хрватска, не само? Pa ovisi sve o odgoju. Ovisi o odgoju, o familiji, kakva ti je, znaš. Imaš ljude koji jedva čekaju da se ožene, samo da mogu zvati 700 ljudi. Абе, не го разбирам тоа. Не, има, тешко. Radi se to za 400, postoje sale za 250, 300 ljudi, iako su zapravo najjači su u Hercegovini. Аха, таму е... U Hercegovini 350, 400 ljudi. Ispod neke da slušno. Da, ima jedna sala, zove se Gospodar prstenova, kao Lord of the Rings. Haha, bravo. Da, tamo Lord of the Rings. Lord of the Rings, tamo je za 600 ljudi. A ja sam više tip za manje manifestacije. Samo koncerti da budu veliki. A sve ostalo da ne je veliko. Така е. Одиш по свадби, пример, кога те канат, ако можеш да отидеш? Ja sam jako... Знаеш, има некои што сакаат многу свадби, има некои што не сакаат свадби. Hoćeš iskreno? Ja iskreno ne sam ljubitelj svadbi, moram da... Ne sakam baš svadbe. Ja sakam druženje jako. Ама не свадба. Ali ne svadba zato što... Ке земеш да се сликаш со сите. Ti doaѓаат. To je kod mene malo zeznuto to što se... Da, i onda još što svi očekuju da moram pjevat, a ja volim ponekad stvarno samo se radovat. To, a sa druge strane, jednako tako, ako je glasna muzika, ako je preglasna muzika, isto mi nije. Tako da, jako sam sretan što sam puno svadbi zapravo imao ja svoje koncerte. Tako da nisam mogao doći. Znaš, žao mi nekih prijatelja, neke su svadbe bile dobre, ali okej to. Одиш кај пријател, да речеме, се жени, пријателов. Ти се случило некојаш да речеш, супер, да те молам, само дај да не ме викаат да пеам. Pa nisam to nikad rekao, ne, zato većina mojih vrlo bliskih prijatelja nikad to nije ni tražila. Ja sam odem i pjevam 2-3 pjesme, to je normalno. Ali onda kad dođeš na neku svadbu di nisi baš najbliži prijatelj, oni dođu i kaže ajde sad malo 3-4, ajde ja. Da li nekoj bratuća tamo nešto? Nisam, znam da ljudi to očekuju, ali najčešće to ne radim.
volim sjediti i slušati nekog drugog. Cijeli život ja nekom drugom pjevam i to obožavam raditi. Tako je. Ali kad sjedem i kad uzmem svoju čašu, onda hoću da meni neko pjeva. Ja jako volim pjevati, obožavam pjevati, ali postoje neki trenuci, znaš, kad jednostavno... A vidi, zamisli si vozač na Formula 1. Misliš дека нив им викаат, брат, дај повозим ја малце кола? Ili da Mesiju, kad sad kažu, usred večera, ajde malo sad, pimplaj. Znaš, to je. Или на Месаров, ај у кујна дојди да ја засецкаш. Da. Znaš, nije, ali dobro, muzika je stvar u kojoj ljudi konzumiraju kad su veseli i onda kad vide neku pjevača, onda misle da je to kao obaveza, nema potrebe. Така е. А, еве, стига момент да правиш твоја свадба. Каква беше твојата? Колку гости имаше? Знаеш ти каква направи? Ne, gledaj, mi smo htjeli, ja prvo nisam će htio nikad pričati o svojoj svadbi, ali sad pošto su svi mediji pričali, pa ajmo malo još 2 rečenice o tome. Ja sam ti htio da moja svadba bude, i Hana i ja smo htjeli da naša svadba bude najintimnija moguća. Која бројка е таа? Pa mi smo prvo mislili 10, na kraju je bilo 50-ak ljudi. Значи не може без 50. Колку сакаш ти крати. Je, ali ne, zato, ali dobro, to je ugodan broj po meni. Bi bilo na nje Мене ми е super. идеален 30-тина. Ma i 50 je ok, jer svi smo sve znali. I svi su normalni ljudi. Imali smo niti DJ-a nismo imali. Hana i ja smo puštali muziku. Imali smo svoju set listu, playlistu, 80s, 90s, da. Sve što volimo. Zapadno. I domaće i zapadno. I domaćno? Peter Gabriel, Toto, Sting, sve ovo što volimo to. I onda... Тоа веројатно за почеток. Da, nakon toga Prljavo kazalište, Oliver Mandić, Super. Dino Dvornik. Dugme ова, такve работи. Sve. Nakon toga Oliver malo, nakon toga. Sve što, onda smo došli na 2000-te pa smo puštali malo i Davida Guettu i Coldplay i to ono što je nama gušt, ali svi su voljeli. Jedan moj prijatelj, košarkaš Žan Tabak, on je poznati košarkaš, on je čovjek koji ima prsten, NBA prsten. Така е. Ko onako malo mrgud isto ne voli svadbe, znaš. On je bio je pozvan na svadbu jer smo familijarno vezani i on je došao i rekao, moram ti nešto reći. Kad bi svaka svadba bila ovakva, ja bi na svaku svadbu išao. Tako sam se zabavio, zezao, nije bila preglasna muzika, bila je dobra muzika i to je meni bio veliki kompliment zato što sam ja uvijek htio i mislim da bi svadba trebala biti ugodna i ovim ljudima koji se žene. A zapravo svi koji se žene i rade te svadbe za 300 ljudi su blijedi sutra, smoždeni, ne znaju gdje su, primi goste, ljubi se sa svih 500 ljudi, to je lijepo s jedne strane, ali mislim da je ovo ljepše. Ja mislim, meni je ljepše. Бидејќи ти си супер звезда, знаеш, тоа ретко кој има таков статус и интересно е од психички аспект, онака да те прашам психолошки поточно аспект, како е, верувам дека разбираш внимание од јавност. Разбираш, окей, сакаат да знаат да едно друго, ама како е моментот твојата свадба лајф одеше? Da, to je bilo... На одредени портали оди лајф. To je bilo teško. Nije bilo teško, meni i Hani je to bilo malo smiješno, ali zato mi smo se smijali zato što je to bilo sve ono što mi zapravo nismo. Znaš, mi smo dvoje ljudi koji su izbor. Htjeli, ja sam znao da će, kad se obznani moja nova veza, ja sam znao da će medijima to biti zanimljivo. Jer ja sam uvijek čuvao i svoju bivšu vezu, čuvali smo privatnost. Hana je u svojoj vezi čuvala privatnost. Jednako tako sada, kad se događa jedan novi život, zadnje što smo htjeli je da, znaš, ja sam uvijek želio da ljudima bude bitno s moje strane samo muzika. Puno da bude više ton nego slika. Međutim, baš zbog toga, vjerovatno što smo toliko pazili i što toliko nismo dali, su mediji počeli izbacivati nešto malo, a jednako tako ljudi koji čitaju nikad nisu imali te informacije o nama i onda su klikali, što je veći broj klikova, to ljudi više traže i onda kreću slikavati, izađeš iz stana, stoji paparaco. Izađeš iz zagrebačkog stana, odmah te slikaju i ideš u novine. Mi zaista u jednom trenutku nismo više mogli izaći iz kuće bez da nas neko slika. A baš samo vjenčanje, to sam pričao i jednom tvom kolegi nedavno, mi smo dakle imali ideju da za ruku sami dođemo do crkve kroz grad, kroz naš Split, tako smo imali romantičnu neku zamisao, ljudsku, sami, šećemo. A to je bilo prije, i sad, a znaš kako smo došli na svadbu? Kako? Potpuno suprotno. Znači,
Dolazimo sa 3 crna kombija. Aj, U jednom kombiju smo ja i kumovi, u drugom je Hana, u trećem su ljudi koji moraju čuvati malo reda jer je bilo ispred crkve 70 novinara. I još jedno 100-tinjak ljudi koji su prolazili i vidjeli novinare. I svi ga Pa čekaš čekaju šta se događa. I sad mi idemo, dolazimo, ljudi nam javljaju morate doći sa kombima. I mi idemo ispred i Hana samo napravi, ja kažem da, je to sve zbog nas? Ja kažem sve zbog nas, Hana. I sad vidiš ono što smo razmišljali da budemo normalni i da se ženimo kao dvoje civila, neće ići. Tako da ne ide vas po plana, moram kazati drugu stvar i to uvijek svaki put ponovim. Ja nisam ni najmanje ljut na medije. Oni su pisali, mediji su tu da rade svoj posao, pisali su vrlo afirmativno, vrlo korektno, nije bilo ništa, samo je bilo svakodnevno. Svakodnevno. Tako kad su nas u Hrvatskoj počeli zvati Meghan i Harry, Meghan Markle, ja sam rekao stvarno ono malo previše. I sad smo se povukli, hvala Bogu, sad na ono... Pa bar priznao već. Da. Sad je, žalosno je što je rat zamijenio, ali drago mi je da je nešto zamijenilo mene i Hanu. Žao mi je da je to rat, ali znaš ono... Vidi, od ovo iskustvo, ne vikam neka pak ke se ženiš, nego od ovo iskustvo, da bi se vratil, misliš дека па по-паметно би било дозирано да пушташ информации, знаеш, да не пробаш да се začahuriš od informacija? Ja ću se i dalje začahuriti. Ja ne volim puštati informacije o svom privatnom životu, zato što jednostavno ako izgubim... Ама гледаш колкава глад тоа придонесе, знаеш, моментот со зачарување, овие уште поише сакаат. Ja ne mogu vidjeti sebe da radim selfije u svom krevetu ili da radim selfije iz Dubaja kako pijem pjenušac ili da radim selfie kako se u kadi jedem jagod. Ja bi umro od smijeha da to radim. Ja nisam taj. Svi kompletan moj profil, Instagram profil i Facebook profil koji vodi jedna djevojka, sve je vezano samo uz koncerte. Samo koncerti, samo... treba da vidim. Ja volim da se moj životu ne zna. Ne zato što je to poseban život, nego zato što se tako osjećam da sam zaštićen. Da. Зошто би, тој што треба да знае дека пиеш шампању када, тој ќе знае, окей. Dobro, nema, nego mogu me slikat vani. Kad god izađem vani, to je moj, više nisam privatan. Ali kad dođem u kuću, onda ako i tu više nisam privatan, onda više nemam svoj život. A ja volim imati svoj život jako. Верувам дека свадбата ја направи уште позабавна, фактот што куме Дина раđa. Dino je moj prijatelj već godinama, već 35 godina. Drugi kum je Tomaš Kavčić, on je jedan od najpoznatijih šefova u ovoj regiji, on ima Michelinovu zvjezdicu. Što je retkost, bar za regionov. On je prvi dobio u Sloveniji. I treći kum je moj najbolji prijatelj iz djetinjstva, to je Šime, s kojim sam odrastao zajedno. Njegovi roditelji pokojni su bili prijatelji sa mojim roditeljima, tako da smo baš onako kao dva brata. Tako da sam imao 3 kuma. Da ne se bunat lujevo, kako čovjek ima 3 kuma? Kako tako? Može se, možeš. Si vikaš ne jedan, neka bi da 3? 3, ja bih 7 doveo. Svi prijatelji najbliži neka budu kumovi, svi. Ама како изгледаше во моментот? Добро, па немавте вие класична, ајде сега кумот. Не сте правиле такви работи. Добро. Секој е кум. Да. Раđa кога има многу позитивно мислење за него, кога беше во емисија, ама за жал го правевме онлайн, беше пандемијата баш онака во полнек. Многу убав впечаток ми остави, многу позитивен лик. On je izuzetno pozitivan, on je toliko bio sretan da se sve ovo sa mnom događa. Mi smo zaista veliki prijatelji. Njegova djeca su kao da su moja rođena djeca. Sa suprugom njegovom sam kao da mi je sestra. Sa njegovom familijom, sa njenom familijom. Tako da smo baš onako bliski. Tatko ti tvoj mu bil trener po basketu? On je bio prvi trener. Ja sam Dinu vjenčani kum. Tako da smo stvarno bliski. Nekako sam htio da uz mene budu na taj dan ljudi koji su meni bliski. И сега имајќи предвид што викаше дека сакаш приватно на свадбата едно друго, па баш Дино објави слики. On je me pitao, može, ja sam rekao, ja neću, ti možeš. Dozvol? Da. Dobro. Ja sam rekao, ja neću, ti možeš. Možeš iz crkve objaviti slike, ma nema veze, znaš, nije. U jednom trenutku su svi toliko sve znali da sam rekao, sad objavite se. Da. Više zaludno. Ne možeš više, da, nema potrebe. Така е. Исто така си голем пријател кога сме кај баскетов и со Тони Кукоч. Тој не стигна. Jesam. Moram ti kazat, jedna lijepa gesta koja me razveselila na dan vjenčanja je došla jedna pošiljka i neko je kucao, ja sam mislio su novinari, znaš, i gledam, kažu, vidi, pošiljka
ja otvaram ogroman buket cvijeća, Toni i njegova supruga iz Chicaga, tako da, jedan krasan čovjek, stvarno sam sretan da poznajem i sa Dinom sam praktički kao familija. Toni je prijatelj, viđamo se ljeti kad dođe tu u Split. Sad sam bio u Chicagu prije par mjeseci, pa smo se vidjeli, bio sam u utakmici Chicago Bullsa i tako, družili smo se malo. To su prije svega, to su giganti sportski. Apsolutno. Obojica su u Hall of Fame-u. Znači, Hall of Fameri, košarkarski, nenormalna rava. Dina Rađu je uveo u Hall of Fame Larry Bird. Така е. A drugi to ovdje moguće govore da je ovdje Michael Znači, Jordan. gotovo, doviđenja, laku noć. Laku noć, to je to. Jel? Tako sam sretan, ali ono što je bitno je, nikad o tome ne pričamo u društvu. Znaš, niti ja pričam kad smo zajedno s Tonom i Dinom o svojim arenama, niti oni pričaju o svojim uspjesima. Pričamo samo neke anegdote, šta se kome glupavo dogodilo. Ама сигурно ти е кеф. Мене би ми било многу кеф да знам, знаеш, пример, Тони, кој знае какви приказни има од соблекувална, пошто помина години со Майкл. Znaš kako, pa on priča, kad su bili vani, on i Dennis Rodman. Znaš, Da. Kad ja pričam smo bili vani, ja moj prijatelj. Znaš, tako da je to zanimljivo slušati. Да, ама ние како кошаркарски фанови вака гледаме кога ги збори. Oni su stvarno, jedan i drugi su fenomenalni ljudi i jedni nevjerovatno jednostavni ljudi. Nevjerovatno prirodni ljudi, nikad niko se ne hvali, nikad niko ne priča o sebi, nikad niko nije, mi sjedemo i pričamo o ribolovu, mi zovemo balote, to su one znaš, boče. Za picigin. Da, kod nas su teme toliko ljudske da bi se ljudi iznenadili, misle da neko ko puni arene, neko ko je Hall of Fame priča o nekim uzvišenim temama. To pričamo gluposti najčešće. Si размислувал на тоа што ги прави луѓето да се такви? Не тие двајца конкретно, него општо како некои луѓе нема никаква потреба за некакво докажување, а пак некои други имаат некаква вештачка потреба да упорно се прават нешто. Odlično si rekao vještačka. Zašto bi se neko ko je nije veštački, nego ko je istinski ok i dobar, trebao ljudi, za one ljude koji su istinski dobri, drugi ljudi znaju da su dobri. Ne moraju oni sami o sebi govoriti da su dobri. A kad nisi siguran koliko si dobar, onda pokušavaš drugo uvjeriti koliko si dobar. To je uvijek stvar malo nesigurnosti, malo narcisoidnosti, nesigurnosti i tih nekih faktora. Ne znam, ja se družim sa ljudima koji ne pričaju o poslu i o svojim uspjesima. Možemo razgovarati u životu o tome kako ti je nešto dobro išlo, kako si sretan zbog toga, zašto je tako, šta treba, ali kad neko dođe kaže ja, znaš, mi sad ovo, ja se odmah maknem i odmah idem za drugi stol, ne da mi se to. Не знам дали приметуваш, Стефан ни го нема таму на клавиатури. Dobro. Не ми е свадба. Иако личи како да ми е свадба, ама не ми е свадба. Би испеал една песна. Имаш проблем со гласот, знам. Ma imam blagi laringitis, ali... Би пукнал ли еден рефрен? A pazi, cijeli naš intervju pričamo o tome kako me nagovaraju da pjevam na svadbama, ja neću. I onda usred toga ti me pitaš da pjevam. Pa to si čudo. Hoću. Može? Hoću, ali samo jedan refren. Ајде, Петар Граша да видиме. Не знаем, ова не сме ни договорени ни ништо. Не знам што ќе свири човекот, така да немам ништо да најавам, освен да кажам Петар Граша, дами и господа. Ako te pitaju moja ljubavi, jel nam lipo reci je, imamo na svijetu sve. Ako me pitaju moja ljubavi, jel mi fali život prije, reću nije ga ni bilo bez tebe. А за повеќе 18 мај Борис Трајковски, Петар Грашо. 1689 во Скопје влегуваат австриските трупи од исток и во станиците на Карпош од север. Почнува огромен проблем. Во градот избива епидемија на чума. Тоа облашно утро генералот Пиколомини стоел баш овде и за последен пат го гледал градот. Тоа? Браво. Браво. И што правиме муаве? Гледате 1 на 1, овозможено од Good Nature, вкусот на природата.
Pa, после Петар Грашо, ја не би свирал на синтесайзер. Вака, одиме сега со тркалото на среќата, одиме еден тркало на среќата за Петар Грашо. Во овој случај имаме тркало и имаме твои пријатели, луѓе што ги познаваш, луѓе што ги сакаш и прашањето е што прво ќе ти текне кога ќе застане. Ајде. Значи нема да размислуваш ништо, да видиме што прво ќе ти текне. Ајде да го пуштиме тркалото на среќата. На што ти текнува прво да видиме. Ако падне на, кажи стоп. Стоп! Оливер. Oliver Dragojević. On zaslužuje biti na prvom mjestu. Oliver Dragojević, prijatelj, čovjek koji je direktno utjecao na moju karijeru, čovjek bez kojeg ne bi bilo mene kao pjevača i izvođača, jer mi je otvorio vrata, jer me naučio sve najvažnije stvari koje neko treba znat ko se bavi ovim poslom, i čovjek sa kojim sam svirao neke koncerte, imao neke od najljepših večeri u životu. Прекрасно. А такви луѓе се многу ретки, толку несебични луѓе. On je fantastičan. Секоја чест. Секогаш ќе живее Оливер Драгоевич. Одиме, ајде да видиме друг. Да видиме, врти. I stop! Boris Dvornik, legenda i nekakav kao, ajmo reći, otac, jedan od očeva svih nas Dalmatinaca, simbol Dalmacije. Ja sam imao veliku sreću da sam ga poznavao. On je bio član jedne družine, ajmo to tako nazvat, prijatelja koji su se zvali utorkaši. Oni su se svaki utorak u restoranu moje familije su se nalazili. Njih 26, 7, 8. I to je trajalo 26. To je trajalo 25 godina. I na kraju ih je ostalo samo 5. Wow. Polako su umirali, polako su odlazili. I to je jedna ljepota života i Boris je među njima ostao. Boris je jedan od njih koji je otišao, nažalost, umro. I onda kad je od tih utorkaša ostalo samo 5, došli su kod mog oca i rekli su, ovo je naš posljednji utorak nakon 25 godina. Svi smo plakali, svi smo pjevali, sjećali se tih ljudi. Jedan od njih je veliki Boris Dvornik. Какво пријателство е, човече, тоа 25 години. 25. Ајде, вртиме режија. Ајде. Ајде, видиме, нека заврти малку, Ајде. Стоп. Оп. Evo je. Ona je bila gošća na mojim koncertima u Skopju, između ostaloga. Upoznali smo se 2000. godine na našem putu za Australiju. Imali smo zajedničku turneju, uopće se nismo poznavali. Zvezde Hrvatske. I uvijek ona priča kao, idem sa ovim Grašom, Petrom, kao da vam pomak kakav je tip, sigurno neki fin tip koji samo džogira, pazi što jade. Malo je i dosadan i to. Ja sam rekao, ja idem sa Severinom koja pjeva Travu zelenu, šta ću ja s njom pričat? Međutim, nakon već samo pola sata ili sat vremena leta s avionom, sjeli smo, počeli razgovarati i shvatili smo da smo stvarno prijatelji. I do dan danas ona je jedna od mojih, ajmo to tako nazvat, estradnih, najboljih prijateljica. Žena s kojom sam nastupio puno puta, žena sa kojom se privatno družim, koju puno volim. Има некои такви луѓе, одма развиваш некоја хемија, се наоѓате на иста фреквенција. Mi smo se odmah našli. I to traje već 22 godine. Super. I bio sam na svim njenim važnim rođendanima, događanjima, svirao sam prvi ples na njenoj svadbi. Sad nije možda nije najsretnije što se ja svirao, možda nije zbog toga. Dobro, сега. Ама ти твоето си го отсвири. Šalim se, stvarno bitna stvar je, na svim nekim mojim i njenim bitnim stvarima u životu mi smo prisutni. Без разлика, сепак е убаво нешто. А и голема чест, верувам, знаеш, да ти се довери таква привилегија. Ајде, уште едно да свртиме, ајде. Па, ќе затвориме да видиме. Уште едно само. Стоп! Ајде, застане на... на Тончи. Pa gdje baš na njega? Да. Tonči Huljić. Znaš kako, kad spomenješ njegovo ime, vjerojatno tako kad njemu spomeneš moje ime, imaš dvije opcije. Prva je da se kao nešto ozbiljno kaže, a druga je da se odmah krene zezati, vrijeđati. Moj njegov odnos je konstantni humor i konstantno zezanje jedan drugoga. Ima za frkancije. Ja ću sad kazat, pošto ga nema i ne može se braniti, bit ću fin.
on je prije svega otac od moje supruge. I zato moram fin biti prema njemu. Ne, on je čovjek koji je već dugo godina i on i Vjekoslava su produženi članovi moje familije. I to se zna. I to je čovjek koji je supotpisao ili potpisao gotovo sve moje pjesme. Sve moje pjesme su ili Petar Grašo ili Tonči Huljić ili Tonči Huljić Petar Grašo. Tako da to je samo 2 ili 3 pjesme u karijeri od svih mojih nije. On je čovjek bez kojeg bi ja teško zamislio uopće da postoji muzika i da postoji život moj. Toliko se družimo i toliko zajedno radimo i toliko baš se volimo. I tako će ostati do kraja. Мислиш дека од утре натака би добивал попуст за песните? Ne, mora biti besplatno. U familiji je besplatno. Точно, иначе не е фамилија. Ali onda i kad on mene Dedo zove je da pjevam, dedo. kad on mene zove da pjevam, on isto mora besplatno. Tako ne zna se komu je veća šteta. Така е. Доста беше од тркалото, да продолжиме сега. Знаеш што сакам да те прашам? Ги спомна Оливер и Тончи како некои кои најмногу, да речем, имаат влијаено на ona što je Petar Grašo, tako da kažem. To su ljudi koji su puno utjecali na mene. Oliver na početcima karijere, on je čovjek koji me poznaje od moje 3., 4. godine, jer je on prijatelj od mog oca. Tako da postoje neke slike gdje Oliver mene drži u naručju svojim sinovima. Moj otac koji drži, ima jedna divna slika, moj otac drži 3 Oliverova sina i mene. Sve nas zajedno drži. Bili smo jako mali. Tako, nedavno smo gledali te slike. Tako da on je definitivno jedan od, i Tonči koji je od 96. pa nadalje jedan od ljudi koji je dio familije i sad je i oficijalno familija, ali je u srcu već odavno prije on. И знаеш, со такви луѓе со кои што осеќаш премногу голема близина како брат, како родител, како било што, ете, Шиме ги спомна, не се само познати луѓе. Кога доаѓаш до момент на, не би рекол конфликт, ама некоја тема која што не се согласуваш, пример. Ја одбиваш таа тема, не ја разговараш со блиски луѓе или се дебатира па се, не знам, пробува, знаеш, каква тактика имаш за такви работи? Pa ja mislim da bliski ljudi, ako su istinski bliski ljudi, su najbolji ljudi da pričaš o temama koje nisu Šta znači loša tema? Nije loša tema ako ti ja kažem da bi možda bilo bolje da ova košulja ne ide tu ili da bi možda bilo bolje da nisi reagirao tako prema nekome, a trebao si. Jednako tako ja volim da mi to ljudi kažu. Ljudi kojima vjerujem. Jer kad to kažem najbližim ljudima, oni znaju da je moja namjera samo da učinim dobro. I ako shvatim da tema ide, onda razgovaramo, a ako tema ne ide, onda idemo na drugu temu. To je život. А ако треба да посоветуваш помлад колега или било што некој, знаеш, бидејќи си носи славата одредени и pros and cons, што вика, позитивни и негативни работи. И многу често тие познати луѓе имаат некој товар, мислејќи дека секој им е пријател зашто се познати. Знаеш, да речеме. Како да стигнеш до момент таков каде што ти знаеш кој ти е вистински пријател, а ти, фала Богу, имаш повеќе такви? Pa samo vrijeme ti pokaže u životu. Така? Ja imam puno prijatelja, stvarno puno dragih prijatelja. I jedno 10-ak ljudi za koje znam da su na raspolaganju 24 sata dnevno. Ali jednostavno, moji su prijatelji mene upoznavali sa svojim bliskim prijateljima, a kad me moj veliki prijatelj upozna sa svojim i kaže on je odličan, automatski se nekako unutar prostora širi mreža. Ja? Tako da neki ljudi odu, neki ljudi otpadnu, neki novi ljudi dođu. Како еден вид братство е тоа, знаеш, со покана влегува нов член. Da, ali ne pričamo o tome da su svi moji prijatelji se bave glazbom ili su u Hall of Fame, NBA. Ja se družim sa kuharima, ja se družim sa ljudima koji love ribe, ja se družim sa ljudima koji imaju neke male restorančiće, ja se družim sa mesarima. И биди искрен сега кога ќе те прашам, се изненадуваат кога ќе видат колку си нормален? Pa ja se nadam da sam to normalan, znaš, neki ljudi me onako vide me, znaš, nosim zataljene naočale jer sam imao problema s očima, pa onda misle da iza tih zataljenih naočala stoji neki koji je malo bahat, malo budala, znaš, i to se skupa onda sa mnom razgovaraju i vide da vjerovatno, ne znam jesam li budala, ponekad jesam, ali mislim da seko je ponekad. Ali vide da sam nekog kog zapravo prirodno pristupa ljudima. Ja ljudima pristupam prirodno, otvoreno,
normalno. Kasnije vidiš da li trebaš zatvoriti malo je, ta vrata ili otvoriti tako je. vrata, ali svakom pristupom Ili treba skroz da je zatvoriš. srdačno, tako je, ima, ali to je život. I neko je meni zatvorio vrata. To je život, to je normalno. Ne treba se Da. ne možeš kroz svaka vrata ući, ne možeš iz svih prostorija izaći. Negdje se zadržiš. Postoje neki ljudi koji su ti kao dom, koji su ti bliski. Ja se družim sa ljudima koji su prirodni. To go baraš kaj Nikad nisam u životu, i zaista ljudi koji me znaju, nikad nisam u životu selektirao ljude da li je neka high klasa, da li je neko, ja stvarno imam prijatelje koji su ribari, koji su, ponovit ću, mesari, ljudi koji, konobari, s kojima razgovaram, sjedem, popijem piće i vjerojatno mi je zabavnije s njima nego da razgovaram sa nekim predsjednikom uprave. Znaš, tako da ja biram ljude, imam i prijatelji koji su predsjednici uprave i koji su jako važni. I kaj njih ima interesno. Ali i puno njih sam zatvorio vrata jer nisu bili dobri ljudi. A neki su fenomenalno uspješni i divni su ljudi. Ali ovo drugo je najvažnije, da su divni ljudi. Da. 13 сезони еден на еден, многу гости, многу приказни. А кога имаме гости од странство, секогаш го носиме овде. Одлична храна, луксузни соби и Sky бар со неверојатен поглед на Скопје. Плюс, сите гости имаат 20% попуст на целото мени со секоја резервирана соба. Во било кој хотел, гостинот се чувствува како гостин, а само тука, гостинот се чувствува како газда. Проверете сами. Хотел Панорамика. Со првиот допир го осознаваат светот. Среќни сме, гледајќи ги како уживаат. Во секоја преградка, безгрижна игра и секое капење. Нежната бебешка кожа бара нега, а на особено чувствителната кожа потребен е експерт на кој му верувате. Во соработка со врвни педиатри и дерматолози, ние ја развивме клинички тестираната Бекутан Сензитив колекција. Бекутан Сензитив. Нежно, уште од првиот допир. Крцкаво однадвор, сочно одвнатре. Сандерс за вас подготви неверојатно вкусна понуда за само 169 денари. Нема кој може да одоле. Дојди во било кој од KFC рестораните, зашто највкусното пилешко е во KFC. Ептен сте брзи, супер да се соработува со вас. Секогаш сме тука. И со колегите консултанти од Mcash, и со продавниците за пари, и онлайн. Тоа не е се, Mcash имаат и одлична исплатлива програма за лојалност која се активира уште од првиот кредит. И тоа не е се. Овие 2 месеци славиме 7-ми роден ден и повторно те наградуваме. Со секој кредит од Mcash влегуваш во игра за едно од 200 супер награди. М први, М брзи, М најдобри. Mcash. А како влезе кутија? Од многу обврски немам време ни за децата. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам среќни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Чекориме брзо, чекориме во непознато. Потезите денес и одлуките сега ни ја прават иднината утре. За успешен план мора да внимаваме на се, но ништо не е остварливо без љубов, а љубовта почнува во домот. Преку уникатниот Golden Art систем, 17 години ги градиме вашите домови од соништата. Со внимание на секој детал, создаваме дом за многу идни генерации. Golden Art. Дом, не само стан.
Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Петар Грашо, премиерно на голем концерт, 18 мај, Арена Борис Трајковски. Ние загреваме побрзо, за вие да можете да ги забрзате работите. Користиме пареа за да создадеме совршена кора, за вие да ги усовршите вашите вештини. Правиме топлината да циркулира рамномерно, за да уживате во кругот на семејството. Ние печеме во чекори, за вие да можете да ги преземете следните чекори. Ние ќе готвиме, вие само уживајте. Нови OptiBake градни рерни од Горење. Горење. Во Македонија времето е релативно. Брат, ајде на по еден да. Пола сат и бегам. Ама стварно пола сат. Пола сат, шо ти? Доаѓате на концерт? Се гледаме на Афтерпосле! Ајде да видиме како ќе биде. Ама пола сат. Максимум. Like a baddie, I show up and make them stop. Wanna know my name so badly, cause I run this whole block. Ова е последен пат што доаѓам негде со тебе на пола сат. Добро, ај. Дај по еден да. Башка, што се секираш? За пола сат си дома. Моја препорака за денес ви е бел чај со портокал, богата мешавина на вкусови и мириси, која ќе ги разбуди сите ваши сетила, грижливо одбрани билки кои ќе ви го одземат с дивот, веруете, бел чај со портокал од Good Nature. Историјата на брашното јасно покажува како некои работи, ако им дадеш доволно време, може да станат исклучителни. Исклучителни како моето брашно од Кадино, најдоброто, пробајте. OptiBake. Тоа се новите вградни рерни од Горење, доаѓаат со Air Fry функција. Функција за пржење на топол воздух. Таа е совршена за сите оние кои сакаат крцкава пржена храна, но истовремено здрав живот, без никакви масноти, без никако зети, ништо. Само топол воздух со OptiBake, новите вградни рерни од Горење. Спомнавме кошаркари повеќе. А зборевме кога беше и минатиот пат во емисија да не се повторуваме, ти си несуден кошаркар, да речем. И за време на твојата кариера, си достигнат до некаков си Hall of Fame балкански, да кажеме, регионален во однос на музика. Ама имало ли моменти, денови или не знам што, кај што си рекол, може требаше да пробам кошарка. Знаеш, дали има се уште кај тебе некој момент? Не? Не, затоа што толку се мени брзо, ја толку волим музику. Мораш знати, родители су ме дали у глазбену музичку школу кад сам имал 4 години. Јас сам веќе за 4 години почел свирам клавир. Тоа е све што знаеш, човече. И тоа е цели мој живот. И то и наравно спорт. Али кад имаш 16 година, онда ти е пуно некако у глави, имаш јача ти е потреба да будеш Майкл Џордан. Да. Него да будеш Иво Погорелич. Така. Али јас сам
puno svirao klavir, jako sam volio komponirat, slušao sam muziku, skidao sam te neke akorde, pisao sam pjesme, a nekako plan mi je bio da to ostane dobar hobi, jer sam školovan za to, ali da ipak idem u Ameriku studirati. I ja sam dobio stipendiju, ali eto, baš tad sudbina je htjela da Oliver uzme moju pjesmu, imao sam 17 godina, pa da uzme još jednu pjesmu, pa da me on preporuči upozna sa Tončom Huljićem, jer me Oliver upoznao sa njim. Tonči je trebao klavijaturistu za grupu Magazin i Oliver rekao, imam ti jednoga maloga koji svira odlično, znaš kako je Oliver, koji svira odlično, mlad je, super. I Tonči mi je rekao, bil ti svirao u grupi Magazin, ja sam rekao, ali ja moram u Ameriku, imam stipendiju. On kaže, daj, ajde malo razmisli. Ja sam razmislio i rekao sam u Americi, goodbye. Jedan od rijetkih te što je rekao goodbye. Jesam i ne mislim da me neko sad vrati, identično bi sve napravio. Isto, ne bi ništa mijenjao. Ništa. Jer sve to što se događalo je me dovelo gdje sam tu. A sad sam sretan s tim. To je bil životniят pad, to je to. Tako je. Najgore kad se... Ja nikad ne gledam previše iza. Samo napred. Sad i napred. Много спомнавме познати овако, ама ќе биде лошо ако не го спомнеме и Арсен Дедич. Човек, испеавте дуети, колку, 2? Da, jedan je bio komercijalan duet, to je duet, sad te se samo rijetko sjetim. A drugi je duet pjesma koja je zapravo njegova ideja bila da ja budem gost u pjesmi, što mi je bilo veliko zadovoljstvo. Pjesma se zove Ima, a ne zna. To je vrlo art pjesma, vrlo artistična pjesma. Nije komercijalna ništa, ali meni je to bilo divno sa njim raditi. Bili smo dobri prijatelji, čuli bi se često na telefon. On je bio sjajan lik, znaš, ne čuje se s njim 2 mjeseca i onda zvoni telefon, vidiš Arsen i on kad ja kažem halo, on kreće kao da smo se čuli prije 2 minute. Nema, pa kako si, šta, čujem, sad sam nešto radio, moram, kao da smo pričali prije 10 minuta, bio je nevjerojatan tip. Ja mnogo sam takvi ljudi, ne gubat vreme. Nema formalnosti, nema... Formalnosti nema, to je fenomenalan tip i čovjek s kojim je svaki trenutak proveden je dobitak. I on je jedan cinik, genijalac koji je napravio toliko strašno dobrih stvari i bio je veliki šaljivdžija. Ali imao humor koji je bio za istančane. On bi testirao... Posebna grupa. Većina humora njegovog bila je vezana uz cinizam, a to je meni pasalo pošto sam ja iz takve familije. Mi smo iz familije koja je vrlo cinična i jedni prema drugima prije svega, ne prema drugim ljudima. Treba i na svoja smetka da privoš i na... Najgori smo međusobno i to je najzabavnije. Tonči Huljić kad dođe za naš stol, on uživa, on je milion puta rekao zašto ne napravimo reality? Zašto ne napravimo reality između tebe, tvog oca, tvoje majke i sestre i to, jer to je vrlo zabavno. Имавме ние еден цртан порано на македонска телевизија, Грашковци се викаше. Така да ова може да биде исто Грашовци. Грашковци, да. Болje да не знаат луѓе. Нека буде ова. Нека, да. Нека остане само на муа. Нека остане така. Тома, ти се допадна филмот, го гледаше? Гледал, наравно. Да. Мислиш дека, би требало ли да продолжиме на регионов со такви, например, Тоше, Оливер Драгојич, полно има луѓе за кои што вреди да се направи филм, бидејќи имаат филмска приказна во својот живот. Наравно, само vrlo je bitno da se taj film i napravi na način da Toma Zdravković je imao vrlo specifičan život i tu je baš bila odlična podloga za film. Ja smatram da svakako postoji puno primjera gdje bi se moglo slično pristupiti. Oliver imao veoma dug, sjajan život. Mislim, nažalost, otišao je u 70 i nekoj, ali koliko je prošao u tih 70-ak godina što je živio, prošao je 200 godina. Tako da, bilo bi zanimljivo, to je dobra ideja. Neka se razmisli. Концертот уште еднаш, 18 мај, Арена Борис Трајковски, за прв пат Петар Грашо таму. Ние останува да ти се заблагодариме ете што најде време да дојдеш. Се надевам дека ќе има топ концерт, дека и ти ќе уживаш исто како што ќе ужива и публиката. Ja ću uživat
punim plućima, imat ćemo vrhunski bend, imat ćemo izuzetan stage, u Zagrebu smo isto pomakli granice sa produkcijom, ovdje ćemo napraviti sasvim sigurno 2 sata čiste zabave, dobre muzike, dobre energije, ljudi koji su bili na mojim koncertima u Makedoniji znaju kako je to, a oni koji nisu mogu pogledati na YouTube-u neki koncert iz Arene Zagreb pa da vide kako to otprilike izgleda. Pa da si rečat mora kada dojdem ja. Pa biće lijepo, nema tu puno filozofije, ljubav i pjesme. За грлото имаме нешто, а тоа е Good Nature, најдоброто од Македонија. Тоа ќе ми требати. Па која ќе ти помогне за грлото имаме Златен даб, исто најдоброто од Македонија, малку пиво. Тоа е добро за душу. Ова е за тиело, а ова е за душу. Така. А ова која ќе правиш cheat day, внимаваш ти нормално и на линија и на сето тоа, ама KFC секогаш си треба малку уживање. Обожавам пилетину. Така да ова ти е најдобрата пилетина KFC. Петар Грашо, фала што дојде, ми беше кејф. Се гледаме на 18 мај Арена Борис Трајковски и се гледаме нормално уште еднаш во емисија која ќе дојдеш пак. Фала ти. Фала ти. Фала. Господа, тоа беше се од оваа емисија, токму затоа ова сценарио оди на рециклирање. И вие рециклирајте си дома, сортирајте си отпад, внимавајте, бидете совесни со околината, знаете што треба да правите, користете ги кантите на пакомат, каде што е обележано пластика и лименки, таму фрлајте пластика и лименки, каде што е обележано стакло, таму фрлајте го стаклото, бидете паметни, бидете совесни. А ние завршуваме. Толку од оваа епизода, ви благодарам многу што не гледавте. Сега да одјавиме.